Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. А за тој ден и час никој не знае, ни небесните ангели, ни синот, туку само таткото. Матеј, 24 глава, 36 стих. Джим Ворен, како и илјадници други луѓе, веруваше во Бог. Всушност, тој одеше во црква, не секоја недела, но повеќето недели. Тој беше добар човек. Работеше напорно за да го поддржи семејството. Тој беше верен на неговата сопруга, Рут, и повремено ги носеше момчињата на рибарење. На Джим навистина не му требаше Бог. Неговиот живот беше исполнет со многу други добри работи. Потоа настапи земјотрес која потресе Јужна Калифорнија. Следната недела Джим Ворен беше дојден во црква, но овој пат беше поинаку. Јас бев пастор на црквата во која доаѓаше семејството Ворен, и тоа утро јас зборував на тема "Слушај го земјотресот". Може би помисливте, се обиде да ги исплаши луѓето. Па не баш, тоа го стори земјотресот. Зборував за она во кое се уште верувам дека во секоја природна катастрофа можеме да го чуеме гласот на Бог кој вели: животот не е вечен. Постои крај на животот на земјата без разлика дали некој умрел во кревет на возраст од 85 години и имал дол живот исполнет со цел, или пак станал жртва на земјотрес кој одеднаш и без предупредување предизвикал крај на животот. Таа недела Джим, заедно со уште 4 други луѓе, одлучи дека сака лично да го запознае Бог и ја положи својата вера во Исус Христос. Неговиот живот беше променет за секогаш. Ц.С. Луис рекол дека болката е Божјиот мегафон кој го привлекува нашето внимание. Но за оние кои живеат низ турбуленцијата и ги гледаат зградите како паѓаат или се соочуваат со теророт на гаснење на светлата додека подот под нив се ниша и ѕидовите пукаат и таванот почнува да се руши, знаете дека на Бог не му треба мегафон. Тој веќе го има нивното внимание. Кон крајот на неговата служба, Исус ги зеде учениците и отиде на Маслиновата гора, и таму се молеше. Како што седеа на падините на градината гледајќи назад кон храмот на планината Сион, учениците почнале да му поставуваат прашања на Исус. Тие сакаа да знаат кога ќе се врати и што ќе биде знакот на неговото доаѓање и за крајот на времето. Всушност, имало само две прашања: кога ќе се случи тоа и како да го препознаат времето на неговото доаѓање. Како одговор на овие прашања, Исус го опишал неговото враќање и едно прашање кое јасно асоцира на враќањето на Исус Христос. Дали сте спремни за тоа? Земјотреси? Без оглед на тоа колку тие не се согласуваат во врска со други прашања, библиските учители во целиот свет се во општа согласност дека зголемувањето на земјотресите во нашиот свет е еден од сигурните знаци што укажуваат на негово враќање. Заклучна мисла: земјотресот не било тоа што го смени животот на Джим Ворен, тоа беше неговата вера во Бог. Но за Джим Ворен земјотресот беше пресвртница што му помогна да ги види работите во поинаква перспектива. И се додека тој не умре од рак години подоцна, тој никогаш не се покаја што ја слушна пораката на земјотресот. Пророкот Јоил напишал, запишувајќи ја Божјата порака: ќе покажам знаци на небото и на земјата, крв и оган и столбови дим. Сонцето ќе се претвори во темнина, а месечината во крв, пред да настапи Господовиот ден, голем и страшен. Јоил, 3 глава, 3 и 4 стих. Слушајте го Божјиот глас, без разлика дали тоа е во земјотреси, во убавината на изгрее сонцето, во смртта на некој пријател или во чудото на раѓањето на бебето. Понекогаш неговиот глас е тивок како шепот и повремено тој го подига гласот за да го привлече нашето внимание. Бог зборува јасно преку неговото слово, но тој го привлекува нашето внимание преку настаните во животот. Да, слушај го неговиот глас. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.